Добре дојде во студио за Александар Новаковски, поранешен председател на Државната изборна комисија. Прво, една генерална оценка за овие локални избори. Како е вашиот став? Имаше прилично забелешки и од странските институции и опозицијата говореше за притисоци, злоупотреби, корупција, бугарски воз, злоупотреби, фалсификати на изборите. Овластени за наблюдување на изборите на овие локални избори беа ОПСИ и ОДХР по покана на владата, со оглед дека тие не следат локални избори вообичаено, но покрија со доста голем број на наблюдувачи, но таа бројка беше далеку помала од таа која беше во 2009 година. Во однос на оценките, првичниот прелиминарен извештај кој беше објавен од страна на ОПСИ и ОДХР после првиот круг на избори, има некои забелешки кои мора да не замислат. Тоа се однесува на повреда на Копенхачкиот критериум од 1900, договор од 1990 година, исто така во однос на многу процедурални забелешки, во однос на работата на Државната изборна комисија, во однос на медиумите и така натака. Кога ќе правиме споредба на тие забелешки, мислам дека прв пат се појавуваат одредени забелешки кои не беа забележани во претходните изборни процеси. Веројатно најзагрижувачка ситуација беше околу прегласувањето во центар. И сега имаше една ситуација која би сакала вие да ја објасните. Од страна на ДИК беа отфрлени тужбите. Од страна на Управен суд беа прифатени тужбите и еве сега во недела имаме прегласување. Се води ли ДИК според законите ако Управен суд ги прифаќа тие тужби? Морам да ви кажам дека од самиот почеток, значи од распишување на изборите, не имаме проблем во работата на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија, како единствена, надлежна да се грижи за законитоста на изборниот процес, во многу наврати се повика на ненадлежност. Што е за мене зачудувачки факт, бидејќи се повика за ненадлежна и ги повика општинските за надлежни. Тоа е раритет во нашата изборна поставка. Точно дека Државната изборна комисија со законот од 2005 можеби имаше одредени помали надлежности, но сега и одлучува по приговори во предизборна постапка, пред изборите, околу кршење на молкот, во целост надлежна е Државната изборна комисија. Во однос на центар, по моите информации кои ги следам, Државната изборна комисија од самиот старт имено и е критикувана во извештајот во однос на неодлучување по 500 приговори поднесени пред денот на изборите. Тоа е прво шокантен факт. 500 приговори да не се одлучат. Па било како да се одлучат, од страна на ДИК. Нема од кого, до него се доставени. Не, чии се приговорите? Не знам јас чии се приговорите, не е ни битно во моментот чии се. Тие се должни да одлучат. Се работи за нарушување можеби на предизборна кампања, можеби за одредени други. Јас за содржината на тие приговори не знам, но не се одлучени и ОПСИ и ОДХР ги повикуваат дека прекршиле одредба од Копенхачкиот документ. Што за прв пат се појавува кај нас. Второ, после одлуката за некои општини, ДИК зазеде непринципијален став. Вие видовте на што доликуваја седниците на ДИК. Вие. Тоа е недозволиво за една Државна изборна комисија, професионална, со мандат и должност име, кога ќе бидат именувани со двотретинско мнозинство од собрание, но веќе и вие новинарите се навикнавте да ги ставате со припадници на партија, така да мене ми наликуваше на парламент, а кога е така не може да се одлучи по закон. Значи, премногу беше политиката вовлечена, нормално во однос ако земеме за тие приговори кои јас знам, тие ги отфрлија, бидејќи не биле издржани приговорите, но сепак немаја принципиелен став. Кога се отвара кутија, кога не.
Бидејќи за да се поништи едно избирачко место, околку не е прекинато и не се поништи по службена должност, тоаш мора да се отвори избирачкиот материјал. И ако се утврдат фактите, јас не знам како некој може да гласа против поништување или да гласа за поништување, а све е во ред со материјалот и со записниците и со избирачките ливчи. Да. Имало ли ситуација, ете пример, центар 3 дена се носеа кутиите од центар во центар? Ние имавме една таква ситуација во 2005 на локални избори. Јас сум кажал, најтешки избори за спроведување по мнозинскиот систем се локалните избори. Бидејќи тука имаме надпревар помеѓу кандидати, во втор круг уште повеќе се разжестува таа ситуација и во однос на забелешките недозволиво беше ДИК да не излезе со 95 пример посто обработеност во 11 часот после за завршување, без разлика што се повикува на еден рок, но ние зборуваме за првични неофицијални резултати. А одредени резултати кои се мора да ги објават во рок од 12 сати, тоа е во ред, другиот ден. Но тие излегуваат со 30-40% обработеност и сега ќе ви кажам еден пример. Општинската изборна комисија Вевчани има 3 избирачки места, општина Вевчани. Во иста зграда се избирачките места и општинската изборна комисија. Како може да се нема на 100% обработеност од Вевчани? Може да нема од град Скопје, пример, до одреден број. Бидејќи тука имаме друг систем, многу записници повеќе, но од центар општина во Скопје, во центар ДИК, да не оди да изврши надзор што се случува и потоа да ја разрешува целата општинска, без да утврди одговорност и да извести јавноста, тоа е веќе. Како го толкувате публикувањето на Лимани, првиот човек на управниот суд, после одлуката да биде практично трет круг да се одржи, односно прегласување на вториот во центар? Вистински ќе ви кажам за господинот Лимани, длабоко го почитувам, бидејќи тој е многу искусен во однос на изборната материја. Бидејќи е поранешен член на Државната изборна комисија, ги има поминато сите органи изборни кои од самата независност и самостојност на Република Македонија па до местото член на Државната изборна комисија во повеќе циклуси. Причините не ги знам, кажа дека ќе ги објави пред Републичкиот судски совет и во овој момент не би можел да знам, сигурно имал одредени причини за да го направи тоа. Ако биле во однос на непринципиелност на одлуките на управниот суд, тоа потекнува од самиот старт. Значи, зборуваме за неодлучени приговори од страна на ДИК во предизборна кампања, потоа непринципиелно гласање во ДИК во однос на одредени приговори во одредени избирачки места. Имате пример, она обраќање на член на ДИК до другите членови или обратно, кое јас имав прилика да го видам, е нешто што е минато за нас, бидејќи тоа се случуваше кога партиите именуваа своји активни членови во ДИК. Од тогаш такво однесување не се. На кој член мислите? Па имаше повеќе, сите и председателот и членовите се обраќаја со ние вие. Ние вие, тоа мислите. Но имаше и обраќање на господинот Бедреден со тоа дали се нормални. Па потоа имаше обвинување од друга страна дека и тој гласал. Значи, во однос на тоа испадна дека тие си играле овој изборен процес. Бидејќи има многу процедурални пропусти, а тоа се и забележани од страна на овластените посматрачи. И извештајот конечен ќе е за 2 месеца, но мислам дека во ова изборна постапка најмногу е ударот на Државната изборна комисија. Околу пустец повторно центар, како беше можно во првиот изборен круг да биде дозволено странски државјани да гласат, а во вториот веќе тоа право се суспендира? Ево вака, ќе ви кажам, председателот на Државната изборна комисија излезе и даде одговор дека ние одлучивме по став
побарање за мислење од страна на општинска. Сега прашувам јас, ако првиот круг, а зашто тој став не важи за сите општински? Бидејќи, ако одговарале по писма, нема логика, а не одговориле по 500 приговори. Јас сум бил таму и ние сме одговарале на писма. Но кога ќе се завземи став за една општина, за еден проблем, тоа циркуларно важи за сите општини. Во првиот круг, избирачкиот список е голема грешка направена. Грешката е направена кога работната група, за која јас имав одредено апелирање, но никој не го прифати. Тоа опсе и ОДХР го образлагаат големите политички партии постигнаа согласност да стекнат доверба во избирачкиот список. Бидејќи избирачкиот список избриша административно околу нас 100.000 граѓани, државјани на Република Македонија. И второ, ако се оди само бројката да ги задоволи меѓународните фактори, дека е намалена, сега се постигна друг ефект. Ги избришаја и сега доаѓаме да нема и со биометриски на листата, а и без биометриски кои се државјани. И се повикуваме на, па граѓаните не биле совесни, не се провериле. Ето и тие со биометриски ги нема на списокот. Да. Ние до сега не сме имали изборен процес, кога списокот беше најмногу критикуван, да имаме забелешки на лице и приговор дека не бил најден на избирачки список. Тоа е, мислам, голема повреда. Јас не ја знам точната бројка на лица кои не успеа да го остварат своето право на глас, но секако ќе има некоја анализа, ќе видиме. Добро. И на крај споредба на овие избори локални и оние на кои бевте 2009 кога бевте председател на ДИК. Тие беа и локални председателски. Видите, по мене нема споредба со оглед дека ние имавме исто така големи искушенија на тие избори. Тие беа заедно председателски и локални избори. Имаше тродупло повеќе посматрачи од ОПСИ и ОДХР. Потоа имаше администрација во ДИК од 5 постојани вработени, кога беше критикувано државата како држава дека нема обезбедено капацитети на ДИК. ДИК сега има 34 подрачни оделенија, има над 120 постојано вработени без членовите на ДИК и има превземено го има избирачкиот список. Партизацијата е поголема ли во ДИК сега? Огромна е, не е веќе ви кажав, обраќањето е како меѓу политички противници. Да. Значи, во однос на изборите 2009 во ДИК се надминаа многу проблеми, се реагираше од самото, бидејќи се работеше, и ние имавме 4 нови члена во ДИК, или 3, немој да ме држите за збор, но се остаде континуитет од стари 4 членови, кои успеа да ги надминат сите проблеми процедурални, а во однос на спречување на предвремена кампања исто, па ние имавме по наше барање свикана лидерска средба да се прекини со предвремена кампања. Тоа се успеа. Значи, имаше проблеми, но резултатите, па имате, ево, прилика да видите дека цензусот за председателски беше објавен во 10:30 часот. Да. А вие викате дека во центар не бе објавени 2 дена, колку дена? Повеќе од 2. И сега, во ваква ситуација во која сме, на голема изразена недоверба помеѓу кандидатите и партиите, најважно не е навремено објавување на првични неофицијални резултати. Тоа покажува дека ние се уште сме во одредена фрагилна ситуација, бидејќи се створи голема недоумица, недоверба и ево ја се покажа дека центар ќе биде како нашто ни се случи тогаш со Долнени. Не имавме со Долнени такви проблеми. Имаше обид за Струга, ги спречивме, но една општина може да го наруши целиот изборен процес. Добре, јас ви благодарам што бевте гости. Фала.